вашата партија нема некој способен да ве замени? Мислам дека ниту е соодветно на почита према пензионерите или ниту према манифестацијата која што имаме, но секако во духот на тоа што секогаш сам го одговарал, еве пак ќе одговорам. Социјалдемократскиот сојуз е демократска политичка партија. Имаме квалитетни кадри кои што и текако можат и Зоран Заев и било кој да го заменат, затоа што секој е заменлив и никако нема да дозволам понатамо да навлегувам во делот на прашањето заради тоа што сигурно и вие приметивте дека стана банално веќе ова целото, сите овие денови и мислам дека е крајно време. Моралната одговорност, потсичувам господине новинар, е испорачана од страна на директорот, на економскиот директор, од заменик министерот и од министерот. Чекорица на направено. Затоа што кажав уште во првиот момент и повторно ќе потврдам. Истрагата да заврши, да ги видиме резултатите од вештачењето и ќе го соопштам својот став. Ве молам ако може, фала. Повелете. Кажи. Мислам. Ве молам. Во ред. Немаше како на друг начин да дадеме одговори на новинарите, ве молам. Во ред. Новинарите има должност да прашат, затоа што јавноста интересира за овие работи. Ке ви дадем збор, нема проблем. Прво вака, помош бараме и подршка од сите независни институции. Се работи за корекција прво и на извршната власт, на институциите под извршната власт, но и на правосудството, на судството, на обвинителството и на сите други институции. И сите знаеме дека таа корекција за нивно унапредување, растење на довербата кон нив треба да продолжи. Јас не можам да кажам дека денеска Зоран Заев има целосна доверба во правосудството, но сум должен да ја делегирам довербата согласно нивната одговорност да носат одлуки транспарентни, отворени, ефикасни и јасни за граѓаните. И во тој дух, тоа што можам да го кажам е дека јавното обвинителство согласно законите ги води истрагите, се ангажираат професионалните експерти од службата за форензика и истраги и при Министерството за внатрешни работи и при Дирекцијата за заштита и спасување, а секако видовте дека прифативме помош понудена од германските форензичари и истражители кои што беа тука, ја завршија истрагата и дополнително ќе достават свој извештај за работата. Ве молам поточно да објаснам, значи премиере, извинете, ова се однесува на прашања на новинарите, почитувани пензионери, простете. Значи продолжува премиерот со својата пресконференција еве на нашава свеченост. Еве вака, значи сигурно почитувани медиумски работници, новинари ќе се согласувате дека не е пријатно вака во позадината на одбележувањето на 75 години на пензионерите се. Јас ќе излезам надвор и ќе ви дадам одговори на сите ваши прашања. Навистина, ова наша значајна организација да ја почитуваме сите, а знам дека и вие ја почитувате многу, и еве компромис, заедно ќе излеземе надвор и ќе дадам одговори на сите ваши прашања. Фала ви многу, да сте ни живи и здрави пензионерите и да работиме и понатамо заедно здружено за нашата татковина. Благодарам. Да сте ни жив и здрав и вие, премиере, министерка, директорка на фондот. Инфлацијата и растот на цените што се случува, до кога владата ќе чека и да почне да интервенира на некој начин да помогне во овој раст на цените? Што се случува освен на прехранбените производи, се случува и на многу други. Значи растот на цените кој што се случува во државата не е поголем, напротив е помал од генералниот раст на цените на светско ниво. Знаете дека корона кризата предизвика одредени проблеми, која што направи покачување не само на прехранбени продукти, туку и на метални производи и на други производи. Кај нас се уште инфлацијата е 1,8%. Коригирана е во буџетот и очекуваме да не помине 2,2%.
тоа е во рамките на нормалата и секој пат државата е тука да интервенира. Впрочем и нашата интервенција за намалувањето на ДДВ-то на цената на струјата од 18 на 5% за 13% е токму еден од најважните услуги, електричната енергија, да не влие дополнително на сите други цени и се уште ја држиме цената, гледате, стабилно, без да се покачува, во услови кога пред една година, или еве летото 2020 година беше некаде 55 евроценти на берзите електричната енергија, сега е помеѓу 120 и 150 евра за мегават, а сепак кај нас цената е останата иста. Интервенираме и со други наши активности и мерки, преку стоковите резерви тогаш и таму каде што е потребно, се со конечна цел да имаме стабилни нивоа на цените. Се може ако пшеницата да се интервенира некако, бидејќи има најава за раст на цената на основниот прехранен производ. За сега, како што рече и потпредседателот на владата, а и министерот за земјоделие, во нивните изјави и интервју нема никаква причина за покачување на цената на лебот, затоа што условите се исти, државата секој пат интервенира и на сметка на државата прави откуп на вишоците на пченица за државните резерви, а после исто така на сметка на државата ги пушта во промет се со цел да биде балансер на цената на прехранените продукти, меѓу кои овде е значајно брашното и лебот. Уште едно прашање имам околу економијата. Од 1 октомври започнува да важи на сила е законот за облигациони односи. Што мислите, како го коментирате вие тој закон, бидејќи дали може да се случи да има пореметување на процеси, односно оние кои што даваат пари, оние институции, оние компании и вршителите на услуги околу тоа 10 години за стареност и пресекот кој што се направи последниот да не може каматата да биде повисока од главниот. Да, тоа е најновиот закон. Измената. Добро, значи ова е едно законско решение и друго законско решение во процедура, се со конечна цел да интервенираме во помош и подршка на посиромашните. Првото решение е дека каматата не може да биде поголема од главниот долг. И второто решение, кое што се надевам парламентот ќе го поддржи, јас разговарав со пратеничката група, со министерот за правда, го дадов своето мислење, а тоа е дефинитивно да застареноста биде пресечена исто така на 10 години и секако делот на каматите кои што поминуваат после 10-та година да не смеат да се пресметуваат. Прво, веројатно ќе предизвика одредени последици кај банките и кај компаниите, но ако сите тие доверители не успеале за 10 години да ги наплатат побарувањата и да продолжат после 10 години затезни камати да сметат, тоа е единствено проблем или виртуозен круг во кој што се влезени граѓаните, а ништо нема да значи за правните субјекти, банките или фирмите. Дефинитивно, тоа е пресметан ризик според мене и треба да го отпишат како побарувања, подспорни и ненаплатливи побарувања, кога после веќе 10 години не успеале да го наплатат таквото побарување. А впрочем не е дозволиво да каматата биде поголема од главниот долг, затоа што знаете дека реакцијата на граѓаните беше на сметка од 1000 денари стига преку извршител заедно со вградените камати поголеми од 2-3 илјади денари само делот на каматите. Извршителските трошоци, судските трошоци имавме извршени решенија од 20.000 денари за сметка од 1000 денари. Целта е тоа да се прекине. На крајот државата постои за граѓаните. Правните субјекти да ја изгубат, ќе изгубат дел од нивната добивка. Не губат тие фирмата, нема да пропадне банката, нема да пропаднат компаниите. Зборувам уште еднаш после 10 години кога веќе не успеале да наплатат. Тоа е суштината. Така да тоа ќе овозможи да се блокира десетици илјади блокирани трансакциони сметки на наши граѓани, кои што се влезени во бесконечниот круг на тонење, на бесконечно долгување и никако не можат да ги одблокират сметките. Често тие граѓани дури не барат регуларна работа, затоа што не можат плата да земат, платата ќе им биде блокирана од страна на извршителите и учествуваат во делот на невработеност во државата, а социјалните аспекти и тежината на животот за тие граѓани е огромна. Ако сме солидарно и социјално општество, јас преку овие објаснувања ќе повикам и целата јавност да даде поддршка на ваквите законски решенија. Премиер, околу пописот, неколку пати паѓаше системот, дали според вас ќе биде успешен пописот? И второто прашање ми е за истрагата во Тетово, кога се очекуваат првичните наоди, завршија германските експерти, ќе има ли одговорност? Да, дали може би германските Само да дадам одговори, не можем да и запазим. Ајде прво за поедно ќе дадам неколку одговори пати на сите. паѓаше системот на Значи, прво, борам да изразам комплименти до сите попишувачи, до Заводот за статистика, до сите стручни луѓе кои што работат натре. Посебно благодарност за Македонски телеком кој што е повикан овде да помогне, но и сите други IT експерти од државните институции кои што се вклучени да помогнат.
Системот, како што знаете, на неколку пати, дали официјално или неофицијално, беше објавено, е сериозно нападнат од хакерски. Тоа го знаеме сите. За да биде нападнат преку огромна количина на бајти и да биде соодветно блокиран во одредени периоди на попишување, некој мора да дава информација однатре за IP адреси или слично. Секако работат повеќе од 5000 попишувачи и тука истрагата не може да даде конкретен резултат. Важно е што се стават соодветните блокади од IT техничарите и досега пописот продолжува успешно да функционира. Гледате, во просек имаме околу 100.000 попишани, последните денови беа помеѓу 80 и 100.000 попишани граѓани. Поминавме бројката од 1.034.037.000 граѓани кои се попишани и тоа можам да констатирам дека е успешно досега и најголем аргумент да биде гаранција дека успешно ќе заврши пописот. Но фокусот мора да остане пред на стручните луѓе, на IT техничарите кои што се позадинската поддршка на попишувачите, кои што одат од куќе на куќе, од дом на дом, а и се навистина и моралната стабилност и на граѓаните. Ако системот паѓа и не можете навистина да го завршите попишувањето, се стварат нервози, непријатни ситуации или слично. Лично верувам дека пописот ќе биде успешен, но секако да не избрзуваме до крајот. Имаме навистина уште десетина дена, влеговме во третата етапа од овие 25 дена, значи 15 дена веќе се попишува, остануваат уште 10 дена и верувам дека пописот ќе биде успешно и сум благодарен на граѓаните што учествуваат и верувам дека така ќе биде до самиот крај. За истрагата од Тетово, кога се очекуваат првите наоди, завршија германските експерти ќе имали одговорност? Тоа што сум информиран од Министерството за внатрешни работи, кои што соработуваат секако и со нивните представници, дека тие ќе го достават извештајот во некој рок од 10 до 15 дена. Секако нашите извештаи јас очекувам многу брзо да бидат готови. Сите знаат наративот и усно што е тоа што е воочено. Не би сакал никако да избрзуваме, никако нешто преурано да направиме, но времето навистина е важно. Граѓаните бараат одговор. Не само заради тоа што јас ги чекам одговорите за да дадам свој став по повод поднесените 4 оставки. Поважно уште од тоа е дека граѓаните бараат одговор. Што всушност се случило, кои се причините или слично, така да јас лично, ако прашате како премиер кога очекувам до крајот на оваа недела да излезат извештаите. А дали ќе биде така или не, веројатно за тоа ќе каже републичкиот обвинител и надлежните обвинители, пред се тројцата обвинители од Тетово и двајцата кои што беа испратени да помагат. Секако тие зависат од форензичарите и од сите. Но едно можам да кажем дека сите согледувања се направени. Прашањето е дали навремено ќе седнат, ќе се направат репортите и извештаите и замолувам колку може побрзо да се направат тие извештаи, затоа што граѓаните очекуваат одговор. Имам едно прашање до вас, премиера, и потоа до министерката за труд и социјална политика Шахпаска. Кон вас имате 14 живи изгорени пациенти, граѓани наши. Имате понудени оставки од министерот за здравство. Вие калкулирате некако цело време дека ќе ја чекате истрагата за да донесете некаква одлука. Нели мислите дека треба да има одговорност, бидејќи ги споменувате граѓаните кои што ве повикуваат да чујат некаква одговорност која ќе понесете вие или министерот за здравство или некој од владата, со оглед на фактот дека имаме 14 живи изгорени пациенти? Јас прво ве разбирам и во вашиот гнев, како го поставувате прашањето, го имаме сите, го имам и јас, заради тоа што болката е голема кај сите. Тежината е голема кај сите. Но не можете едноставно да разрешувате министри, влада, парламент, па дури и цел народ заради оваа болка. Мора да водите грижа прво за суштината и причините на тоа што се случи. Второ, мора да знаете што после тоа. Ќе учите некој уште 6 месеци да навлезе и да менеджира со короната, со болницата во Тетово, со секој соодветно. Мора да ги дадете соодветно одговорите. Кога ги давате соодветно одговорите, мора да ги имате влезните информации до крај, за да можете, како премиер, да го кажете својот став. Ако ги вратиме животите на овие 14 луѓе, не само што ќе си дадеме оставки сите, ќе се минеме и нема се вратиме од политиката, само да се вратат овие луѓе. Но тоа е невозможно. Да не заборавиме уште еднаш. Да не заборавиме дека сите сме креатори на состојбите кои што ги имаме во државата. Уште еднаш се работи за модулар prefabricated containers, кои што целиот свет, така и ние, ги поставивме за да луѓето не бидат примени на паркинг просторите пред инфективните клиники. Првата почна да се заменат шаторите пред инфективна клиника. Се работи за модуларни контейнери, кои што се претходно фабрички изработени на друго место.
и од тука целта беше исполнета и тие треба да продолжат да функционират, затоа што таму се сместуваат нашите граѓани кои што се заболени од COVID-19. И ќе имаме уште заболени од COVID-19. И така треба тоа да продолжи. Ние не градевме болници. Ние имаме prefabricated modular containers, претходно изработени во фабрика модуларни контейнери. Нека и нас, секаде во светот, се така постави. Замолувам за целосно споделување на вистината, па дури и чувствата кои што ги носиме во нашите гради, во нашата глава, за сите овие работи. Јас реков, никој не е венчан за ниту една функција. Функцијата е апсолутно и обврска како што е и право. Но одговорноста за да ја понесете како морален чин го имаме на дело и тоа е направено од 4 луѓе кои што се раководители на институцијата. Се согласувам. Јас можеби нема да ги прифатам, може ќе ги прифатам оставките. Но одговорноста морална е направена. Дали треба да има друг вид на одговорност, ќе си кажат истражните органи. Мене ми требаат везните податоци за да му ја мислам. Што со пандемијата, кој ќе учиме, дали треба дополнително време да ризикуваме и колку тоа во животот ќе не кошта. Првата работа, втората работа, менеджментот треба да покаже цело дали време има ме слушам, да одговорност дадам кривична. Не морална. Истрагата нема да докажува дали имате вие морална одговорност. Узгијала не побарат оставка од Наке Шулев поради морални причини за тие да во струга. Што е сега? Да не ја политизираме партијски проблем. морално. И сега опозицијата бара. Значи и сега и опозицијата бара. Вие ништо побарате за ваш. Немаме проблем дали сме побарали, Дека се мерите, опозицијата побара. Па Наке Чулев даде оставката, не ја даде. Така. И ги имаше своите аргументи. Еве овде имаме понудена оставка од самиот министер. Мислам, не треба да се расправаме сигурно на овие прашања. Сензитивна тема е и треба да ги дадеме сите одговори. Моралната одговорност, дали ќе биде прифатена од мене како мандатор, кој што предлага министри и предлага разрешување на министри до премиерот. Тоа сум јас, како мандатор, не Зоран Заев, мандаторот, премиерот, така е по устав, така е по закон. Која делувате и носите одлука на основа на акт, етички или морален, мора да му ја мислите. Што после тоа? Колку е во суштина вината внатре, иако од етички аспект? Што тоа со тие луѓе имало во минатото? Што работеле и колку успешно работеле? И согласно тоа ќе го дадам мојот став. Зошто не сватите дека ако некој има свој став, дека некој друг може да има и друг став. Некој друг може да има и исти став, но сето тоа мора да биде аргументирано на основа на анализи. Затоа и така сум поставен. И верувајте, немаме никакви предрасуди освен одговорност. Одговорноста е во нашето секојдневие, внатре пред се мислам и на одговорноста за иднината. Кој, како ќе го менаџира системот, како ќе биде поставен, короната и пандемијата продолжува во државата, здравствениот систем е и како важен од сите тековни болести кои што ги има насекаде по светот, така и кај нас, паралелно со пандемијата и соодветно на тоа ќе ги носиме буките ќе се постави. Господине Заев, не може да се релативизира ова прашање. Викате дека се модуларни објекти, ама функцијата е болница. Таму лежеа пациенти. И веројатно овие информации ви ги имате подобро од мене, веројатно ви ги донеле. Објектот како прво во Тетово, затоа што е градежен објект, поставен. Иако е модуларен, тоа е форма на градба. Тоа е градежен објект со функција болница. Немало дозвола за градба, што го прави диво градба. Знаете дека струјата е приклучена на диво, немало барање до ЕВН. Цевките за кислород се надвор поставени. Што е надвор од сите стандарди. Модуларните градби има посебно ако е финансирано од Светска банка и се знае како се гради. Вака не се гради. Ова не е изградена болница, не е стандардна болница. Ама моделот на Целта градба е... значи ве слушнав, не моделот на градба е модулар prefabricated containers. Контейнери кои што претходно се направени во фабрики и доаѓа да се монтират. Целта е во истиот момент и кај нас истата како што беше во светот. Да. Во моментот ве потсетам на Италија. Да не бидат луѓето примени на паркинг просторот пред инфективната клиника. Да бидат сместени и изгрижени под кров на глава. Во тој момент пред инфективна имаше шатори од армијата. Да ги тргнеме шаторите и да имаме вакви модуларни контейнери. И тоа го направивме. Модуларните контейнери се замислени луѓето болни од ковид, кои што не може да бидат сместени во постојните болнички услови во болниците во државата, да бидат исто така овде сместени. Не сакам ништо да релативизирам, само сакам да ја кажем до крај вистината. И сите знаеме дека државата не градеше со одобренија за градба, статики, локацијски услови како што се градат сите болници. Овде имаме времени модуларни контейнери и за нив
имате премопродавање, немате употребна дозвола. Кога давате времен објект, поставување на маси пред кафичот или ресторантот, немате одобрение за градба, имате решение за поставување. Не можете да споредувате кафани и човечки живот. Целта, Закон за никој не сака тоа да го направи. Јас го кажувам начинот на времено поставување на модуларни контейнери и болници. Не сакам никој да правдам, ниту да бегам од било колкова одговорност. Но кога гледам дека се пет димензионира во погрешна насока наративот, токму заради тоа што не се чувствува до крај одговорноста и вистината, должност ни е на сите, пред се на нас носителите на функцијата, а после и на вас кои што го информирате целиот наш народ. Што е вистината, како е поставено целото тоа, зошто имаше причина да се постават вакви модуларни контейнери или модуларни болници познати кај нас, и вистината е таа. Треба да се Дополнително, постават прашањата, дали е украдено во материјалот, дали се изградени според стандардите, дали фирмата Брако доби повеќе пари од колку што треба за изградените објекти. Еве, после тоа што се случи во Тетово, имаме изјави на функционери кои немаат врска со градба, викаат дека тие се сигурни. Ова ли е сигурно, премиере? Знаете дека проблемот настана од струја. Ова е во Скопје, отворени се. Секој може да пристапи и нов пожар да имаме. Господине Фуркан, Зошто ваква неодговорност и вакви изјави? значи, кога ќе тргнеме во одговорноста, треба да ја гледаме на сека. Па секако. Значи, не верувам ниту министерот Венко Филипче, ниту директорот на болницата дека го отворил овој шкаф кој што ме го покажувате за струја. Така? А кој го отвори? А тие треба да бидат падарите да го чуваат. Може граѓанин го отвори. Може би вработен во институцијата, во болницата го отвори. Може би инсталатори електрични кои што работеле не го затвориле на крајот. Што треба, сите да се посипаме со пепел или со бензин и да се Човек запалиме? треба да има таму што ќе го држува објектот. што го Секаде немаше има во согласно Тетово. стандардите луѓе кои што ги одржуваат. Ова е времен може објект, министерката поставен времено како што е била замислата и тоа е вистината на самите објекти. Дополнително се вградени централните системи за снабдување со кислород. Тие не се дел од самиот проект. Самиот проект има постапка од почеток до крај како е водена и ако е прекршена ваквата постапка или е несоодветно на самата спецификација, дадено елементи, условите не се исполнети, секако дека има тука одговорност и законите тоа го опишуваат. Но дефинитивно, јас морам да ви кажам дека некој пат предимenzionирањето на работите на вистина предизвикуваат одговорност кај сите, затоа што има болка кај сите, а има и болка и кај семејството. Не сакам да. Секаде во светот ги има овие, каде во светот сте слушнале 14 луѓе живи да изгорат? 40 вакви болници има изгорено во државата и има стотици и стотици жртви и секаде во светот на истите вакви модуларни контейнери. Не Тие се само безбедни очигледно. затоа што тие не се болници. Тие се модуларни контейнери за Зашто луѓе временно примаме тоа сместување, затоа што други решенија нема никаде во светот. Тие се Па таа има решенија. ризик од здравјето И на светот луѓето. ги употребува, така и ние сме ги употребили. И рековме, не се откажуваме од нив. Ни требат. Затоа што пандемијата трае. Местата во болниците се толку колку што се. Апсолутно никој не сака ништо да се расправа или да има различни ставови, само даваме ставови и своји размислувања на основа на тоа што е вистината. Вистината може да биде гледана од еден аспект од ваш очи, од мој аспект, од аспект на неутрална јавност, од аспект на неутралните медиуми со кои што управува државата, односно располага државата, мислам народот ги има на располагање, така да ставовите се многу легитимни. Слобода и денеска може секој слободно да ја каже своите ставови, но слободата нас носи одговорност. Затоа сакам да појаснам што во суштина се тие објекти. При тоа не кажувам никој дека ништо дека никој не бил одговорен за таа работа или нема да има одговорност или слично, само потсетувам која е вистината. Тоа шак тоа како може Министерката,